можеме да прифатиме вакво нешто ни со срце, ни со ум и дека ќе ги искористиме сите правни можности, сите институции, судови, меѓународни институции за ова да го ставиме до знаење и да го вратиме името. Ако нешто ви значи, никој никому не може да забрани да го смени уставот, кога сме ние во прашање, како што тие насила го сменија уставот, со купени гласови, со притисок, со страв, со амнестија, со измени на кривичен законник, со непотизам, со корупција и криминал додедувајќи тендери. И сега гледате луѓето кои беа обвинети за зло, за отварање на врати, сега не само што се слободни, туку и добија бизниси. Како да веруваме ние во владењето на правото? Мислам дека не треба да го заобиколиме изборот на Гордана Силјановска, односно тоа што она го практикува, тоа што го ветуваше за време на изборите. Гледаме, еве, денес има конечно изјава дека Преспанскиот договор е правен акт, реалност и она ќе го почитува. Ајде да го видиме тоа, го имаме спремно режија. Да. Ја имаме изјавата. Значи за изборите кај нас Веќе веќе го збориме се тоа, ќе претера. коментираме или да продолжиме за... Ајде да го... Не, чекај да видиме. направиме една увертира, уште дај да видиме за Силјановска. Силјановска имаше викендов неколку ексцеси. Да, па добро, јас еве овој го спомнав околу Преспанскиот договор и тоа дека е реалност и ќе го прочитуваме, односно ќе го почитува, а дека претходно она го критикувала и тоа било само во делот на тоа како е спроведен Преспанскиот договор. Инаку за време на кампањата знаеме дека Гордана Силјановска, лично она, кажа дека Македонија дека ќе прави за поништување, дека се ќе направи за тој Преспански договор да го поништи. Да, ќе ослушнеме и тоа. Да, значи јас разбирам и политичка пропаганда и кога имаме изборна кампања и сето тоа. Меѓутоа, мислам дека веќе не само маските, него веќе и лагите им се разобличија. Конкретно зборам сега за Силјановска. Ова не беше манипулација. Ова е чиста лага со македонскиот народ, што кажа. Затоа, ако може да погледнем. Само, ја би сакал, Мечка, ако можеш да направиме една анкета, дали е подобро да се користи Северна Македонија или да не се споменува името на државата уопште. Дали да направиме една таква анкета, кој идеја го размислов и пред емисија, не стигна да ти кажам, пушти ја Силјановска. Да. Ајде. Впрочем, и во самиот Преспански договор јасно стои дека во документите, во комуникацијата ќе се употребува името од Преспанскиот договор. Значи, не гледам јас тука дека е тоа повреда, јас ниту ја искинав изјавата, ниту реков дека нема да го почитувам уставот, ниту реков дека ќе го раскинувам Преспанскиот договор. Едно е што јас сум го критикувала Преспанскиот договор, заради постапката на донесувањето, заради неусогласеноста со повелбата на Обединетите нации, но тоа е правен факт, тоа е реалност и јас ќе ја почитувам. Впрочем, и во самиот Преспански договор јасно стои дека во документите, во комуникацијата ќе се употребува името од Преспанскиот договор. Значи, не гледам јас тука дека е тоа повреда, јас ниту ја искинав изјавата, ниту реков дека нема да го почитувам уставот, ниту реков дека ќе го раскинувам Преспанскиот договор. Едно е што јас сум го критикувала Преспанскиот договор, заради постапката на донесувањето, заради неусогласеноста со повелбата на Обединетите нации, но тоа е правен факт, тоа е реалност и јас ќе ја почитувам. И сега имаме тука дали е двојба на идентитет, на личен идентитет или се работи само за Гола пропаганда. не, само за покасно сваќање на реалноста или се работи за ова што вика Наталија, само гола пропаганда за да се соберат гласови. Еве една од тие три работи е, бидејќи точно е тоа што го напиша, само да видам, руски ОП-12 рече кај Лазаров Кажа дека е нелегитимен договорот, точно.
Силјановска кажа дека е нелегитимен тој договор и дека има правна основа за да биде оспорен. Оспорен значи да се дае на суд, не знам, Страсбур, Мазбур, Да се поведи било како да се некаква постапка. правна постапка, да. И тоа сите, Сега- верувам дека сите гласачи кои што ја гласаа Гордана Силјановска, дека тоа и го очекуваа како прв нејзин чекор. Да. Така да Не знам по кој пат веќе Имаме ние изманипулиран изјавата? македонскиот народ, ама тоа е имаме тоа. изјава каде што кажува дека ќе го врати името. Тоа е за време да, на ајде, кампањата, пушти го така? да видиме. Таа е 2019. 2019. Ајде. Но ние не можеме да прифатим вакво нешто ни со срце, ни со ум и дека ќе ги искористиме сите правни можности, сите институции, судови, меѓународни институции за ова да го ставиме до знаење и да го вратиме името. Ако нешто ви значи, никој никому не може да забрани да го смени уставот кога сме ние во прашање, како што тие насила го сменија уставот, со купени гласови, со притисок, со страв, со амнестија, со измени на кривичен законник, со непотизам, со корупција и криминал додедувајки тендери. И сега гледате луѓето кои беа обвинети за зло, за отварање на врати, сега не само што се слободни, туку и добија бизниси. Како да веруваме ние во владењето на правото? Се согласувам со господјата Силјановска, како ние да веруваме во владењето на правото. И единствен начин да се верува во владењето на правото и во правната држава е да се прифатат правните факти и да се почитуваат. И може би она со ова што кажува дека Преспанскиот договор е правен факт и правна реалност и дека е тоа, веројатно она оди на тоа, да ја врати вербата во правната држава и во владењето на правото. Ама како може, еве, ако тука велела и има и мал милион изјави во кои што вели дека името било сменето надвор од процедура, со уцени на пратеници, со закани, со подкуп и така натаму. Ама тоа Ако е, Милош, така тоа не е ниеден правен факт. Не, ама види, ако нешто не може неправо, нели? Тоа е по дефиниција. Не може неправо да произведе право. Ако е нешто направено спротивно на правото, Што е направено спротивно правото? и па на пример како гласаа пратениците за промена на името. За. И па имаше 8 пратеници од ВМРО да спомене кои што гласаа под прицела. Ама тоа е ирелевантно. Не е ирелевантно. Правен Ако излезат и сега ќе почнеш тоа Добро. да расправи Сега- кој што сега ти зборам за правни факти, Ајде. а не ти зборам за околности Ако како изле- настанале Еве, сега- тие правни ајде, факти. прашање. Знаеш што е Ако нелегитимно? излезе- Знаеш што би ако било излезе- нелегитимно? Застани малце. Ајде, Нелегитимно добро, би не било ако наместо 81 имало 80, они пишале 81. Тоа е нелегитимно. Добро. А дали биле они под уцена, дали ова, дали она? Тоа е веќе друга Тоа е состојба. друга филозофија, тоа е друга Ако излезе истрага. било кој од нив и каже дека Не, Ама не го излезе. менјам фактот. Нема. Не го менја Фактичката правниот факт. состојба е дека тие изгласале, Да. не него без разлика они Ако после идеме- дали ќе се покајат или нема да Да. се покајат. А ако идеме у тоа кој е првиот момент кај што немало, кај што нешто се направило неправно у држава, тоа е изборот на Тала Џафери. Име, тоа да. 2000 Тоа Е, да. тоа да, и- тоа не е Е закон. така. 17. Тоа да, тоа е правен факт кој што е неправен. И онда све после тоа Тоа е- неправно. тоа е- Значи, ако сакаш има начин. Чекај, тоа е неправо кое што произвело право. Добро. Значи тука да, ама тоа треба да се направи истрага и да се Да се утврди докаже. дали е тоа така. Ама имаат они простор сега све да направат, како политичка ама тоа партија. не значи дека Имаат апсолутна чекај, власт. тоа Дека не ќе значи, направат. тоа не значи дека одлуките што ги донело собранието после тоа се нелегални. Ме сваќаш? Фактот за избор на председател на собрание ќе биде оспорен, ама собранието си постоело, бидејќи тие мандати биле верификувани од верификациони комисии. Тие мандати постоеле на сите тие пратеници кои што гласале за или против или било како и да гласале. Фактот дека е назначен за председател на собрание со помалку од потребните гласови, а е запишано точен број на потребни гласови, за таа постапка само може да одговара, а не за ништо понатака. Добро, ама види. Затоа што во тоа би суштина- стварало правна несигурност кај граѓаните. во До се суштина- донеле 40, 50, 100, 400 закони и од сега одеднаш не важат. Зашто? Затоа што овој кога бирале еден глас плюс избројале. Тоа ствара правна несигурност. За тоа треба да одговара Тала Џафери и службите кои што
да речам, се согласиле да потпишат записник на кој што стои дека има повеќе гласови од тоа што реално фактички имало. Тоа да, ама законите што се донесени понатака, тие не може да се Нема, знаеш што, интересно е што суштината на се ова е што они добија апсолутна власт. Ги имаат сите општини, ги имаат секој формираат влада, Локална имаат власт, председател на така е. држава, значи имаат све. Имаат сите правни механизми, имаат цела политичка моќ кај себе да го направат она кое што му го ветија на народот, за тоа е да ја вратат Македонија кај народот и да ја направат Македонија повторно горда. Тоа беше идејата и слоганот на целата кампања. Сега, јас не се чувствувам горд као државјанин на Република Македонија, кога во соопштението на председателот не стои на која држава е председател. Има председателката Гордана Силјановска, тоа е вордингот кој што се користи. Се користи нашата земја и нашата држава, тоа е дел од вордингот кој што го користеа и Пендаровски, и Ковачевски, и Зоран Заев, и тоа е вордингот кој што ги сруши во суштина од власт нив, затоа што граѓаните не сакаат да живеат во безимена држава. Сакаат да живеат во држава која што се вика Македонија. Затоа гласале 91 на референдум. Тоа прочем го збореше и професорката Силјановска. Сега е нечесно да кажеш дека дословно ќе го почитуваш Преспанскиот договор и нема да ја нарекуваш нашата држава Македонија. Мислам, за мене е нечесно. Ама и Македонија да кажеш, бе, мечка. Не. Не, ама окей. Не е така. Било што ти кажи, кое што ќе каже од кај си. Савировски е во право дека кога точно е, ова е 100% точно, вели ВМРО ќе го користи член 7 став 3, кој не овозможува да го користиме терминот Македонија и македонски, но нема да го користи терминот Република Македонија за да не го прекршува договорот Ама не од Преспа. кажува ни Македонија. Чекај. Точно. Е ова, значи они се повикуваат член 7 став 3, на тој се повикува ВМРО кога вика термин и тоа за таа измама зборам и предходни оваа емисија и предходната. Ама прашање според Преспанскиот, ја тоа што сум го читал, дали уопште ти можеш као државен функционер да кажеш Македонија? Добро, ако можеш, во ред, ако можеш, Милош, зошто досега никој не кажал Македонија, така? Значи не можеш. Значи не можеш. И ја така мислам. Зошто тогаш реагира... што е поразлична Гордана Силјановска од Стево Пендаровски? Ништо. Вака. Нашата држава, нашата земја. Во неофицијална комуникација. Значи можат сите да го По користат. дома? Не. И на телевизија и на изјава кога ќе гостуваат така. Тоа што Па не зашто смеат, не кажа? тоа што не смеат да го прават. Е во официјален документ да стои само Македонија, председател на Македонија. Па не смеат. Значи и во соопштение, кога ќе пишуваат соопштението се смета за официјален документ на институцијата. Мечка во ред. Значи, Они таму не смеат Македонија да користат. Јас тоа го знам, Милош го знае, гледачите го знаат. Они таму не смеат да користат Ние Македонија. збориме во Уопште Македонија не манипулацијата, во манипулацијата предизборна. Смеат да користат Во само предизборната манипулација Даде. која што се направи не помина, еве, од колку време помина? 2 недели. Ние веќе гледаме лага, вистина е лага. Не. Да, Да, гледаме лага према народот. Океј. Затоа што народот даде подршка Како што дека кажавме, Македонија ќе ја задржиме, односно Македонија ќе ја вратиме повторно во рацете на народот. Народот не беше за Северна Македонија. И сите тие што ја гласаа, сакаа да видат некој чекор, потек, кој што ќе го превземе председателката Силјановска, кој што ќе наговести дека ќе има нешто повторно народот да си ја врати државата. Ова е голема манипулација, предизборна. Да. И јас не знам по кој пат народот на вистина не знам како можеме да дозволиме да бидеме изманипулирани без разлика кој како се вика. Затоа што како правник и како професор Гордана Силјановска многу убаво знаела што има во Преспанскиот договор, што е обврзана и што смее да каже во слободна комуникација, што смее да каже во пишани или официјални документи, а што не смее. Значи, излегла пред очите на целата македонски народ, целата македонска јавност и кажала манипулација. А народот, тргнувајќи од тоа дека она е професорка по право, по уставно право, дека она го знае уставот,
Народот Шимона поверува. вика ќе го смениме, Штом она- можеме, значи значи сигурно она ќе има го смени, некоја да, дупка да, на да, да. во самиот устав или во тој преспански договор каде што може тоа да се Да, промени. ја искористија Тука е таа манипулацијата. приказка, да. Тука е манипулацијата, ја не знам со кој лице ќе излезе утре на пример пред не знам кој собир за што ќе каже. Океј, значи ние само кажуваме дека тоа Тоа што го зборевме ние сам- претходно, Александар. тоа што го И кажавме, за тоа предупредувавме тука од овие емисии. именатата емисија кажав и Не, предминатата уште за време на извини кампањата кажав, зборевме. да, само Да. да, мојата реченица не е за пред кампањата, мојата реченица е дека ние кажавме од тука претходната емисија во четвртокот и претходната во средата и во вторникот и во понеделникот. Кажавме дека тоа што сме го кажале пред изборите ќе се оствари или ќе не времето само ќе не потврди или ќе не демантира дали сме били управо. Тоа што сме Не го помина, кажувале па затоа и јас пред реков, избори. не поминаа ни 2 недели. Затоа што ние пред веќе избори се кога потврди. кажувавме вака и вака ќе биде, беше муабетот ние ги напаѓаме неосновано, добри се, вакви се, такви се, ќе сменат, ќе ова, ќе видите, они се патриоти, горди македонци, ти реков ми рече дрндрњариња. Еве втората недела толку. Значи не, ајтарнија дали е втора недела. Трето појавување у јавност. Трето појавување. Трето појавување у јавност, 3 пати. Гафови. Не се гафови. Не, гафови беа првите вамо кај папата и Не тој се беше гафови. уште еден. Тоа е смислено, протокол, кабинет, секретар, све има таму, тоа е све смислено, тоа не е гаф. Не може биде гаф ставањето на лента на Свети Кирил и Методи на венецот председател, Така Гордана Силјановска, тоа не е гаф. Тоа е смислено. Значи некој го смислил како да ја стават лентата и венецот, ама да не иритираат никој. Например, имаше од Иритираат собствениот народ, си го иритираат. Па Тие есе, што ги повторно, гласале. ама не сниви Повторно нивниот на штета на македонскиот собствениот народ. народ више ги изгласал, сега им е гајле. Да. Тоа сакав Иначе и јас да Виктор го да кажам. му одговорам. Вели да бидеме реални, никаде во кампањата не кажаа дека ќе го враќале името. Овој дел Не, дека Не. преспанскиот договор ќе го раскинат. Ќе го Не. враќаат, па Тоа сега е ќе го тоа е од враќаат. 2019 од претходните претседателски избори, затоа сега ми име точни. Но во изјави и статуси кажаа дека секаде ќе пишуваат Македонија наместо како претходната власт кој повторуваа северна. Тука си во право. Може да го пуштиме венецот на кој што не стоеше ништо. Тоа е најдобра илустрација за ова што го збореше до сега Мечка. Се. Што е поентата? Апсолутно си во право Виктора дека кажува дека секаде ќе пишуваат и ќе кажуваат во јавна комуникација Македонија. Кажа еднаш кај Македонија, видел каква реакција имаше од Грција, имаше од веднаш, САД, нели? имаше од ЕПП, имаше од сите. како се викаше од Европска комисија, значи буквално од сите заинтересирани страни имаше реакција и свиткал павчето. Тие што викаа дека ќе направат Македонија горда, сега не ставија таму ништо освен знаменца. Еве, ова е председател Гордана Силјановска Давкова. На што е председател? Пушти го бугарскиот. Чек, на месен- остај го овде. Карши. На месен комитет. На што е председател? На куќен совет, на комора, на што е? На СПУКМ. На што е председател? Мојот кадар крени го. На што е председател? Ајде да видиме. И Румен Радев. Еве како изгледаат. Председател на Република Българија, Румен Радев, така иде државник, Председател Гордана. државник, така се, да, така државник постапува, држава. Нема тука, ако си силен, се правиш силен, тогаш силен до крај. Врати ме. Ама ова е понижување на Македонија и на македонскиот народ. Вака е уште поголемо понижување. Да, председател, Председател, на пошто не знаеме на што е председател. Да. Дали е на клас, дали е на местна заедница, на што е председател? На безимена земја? На ничија земја? Да. На кој е председател Гордана Силјановска? Драги Петковски, ние 100 дена не критикуваме. Ние констатираме, Не, ова се Што е факти, нема тука. ние констатираме Дали што, биле 100 што дена, е дали биле случено. 50 дена. Да. Дали биле 3 Ова дена. се случило за време на викендот. И констатираме само. Па, јас Не колку што критикувам. знам и Нема испаѓа И дека Антонио Милошовски
вечерва мислам негде имаше гостување. На Телма, да. Рече кај што мора ќе користиме Северна, а кај што не Кој? мора Македонија, Антони Сегде мора Милошевски. бе. По Преспански сегде мора. Согласно Преспански договор, секоја официјална комуникација. Не. Значи, Кажувам само и да он. само да Што да кажа? да образложам што е официјална комуникација. Значи се што е од името на министерот или министерството или државниот функционер или институцијата е официјална комуникација, Така е. вклучително и соопштенија за За медиуми медиуми, да. и за јавност што излага од институцијата. Така е. Ако и како што гледаме, сите соопштенија за јавност од кабинетот на председателката Гордана Силјановска Давкова се со нашата, вашата, ти реков ми рече дрвна земја. Никаде не е напишано председателката на Република Македонија или председателката на Македонија Гордана Силјановска Давкова. Сегде се пишува нашата земја, вашата. Се користат и Значи, двете истото- држави, Ама истото го државата. користеше Истото и го Стево користеше Пендаровски, Стево и Зоран Пендаровски. Заев. И Која е ги умревме разликата, за тоа. да. Ги умревме за Ама тоа. што е? Маста им Нека што извадивме. ги умревме, Милош. Што е разликата? Која е разликата од нема. едниот и од другиот? Нема. 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 Само што Стево е маж, Разликата е Гордана е жена, ништо друго разлика. разлика. Разликата е што едниве го смени името, а другиве И довршуваат едните работата. кажуваа искрено пред сега од од оваа гледна точка Дали би кажуваа сакале искрено, на банерот другите да не. пишува Република Северна Македонија? Не би сакале. Македонија. Ние Барем на очекуваме Македонија. дека ќе пишува На Република во најмала Македонија. рака Шујка Наталија, барем тоа беа ветувањата и за тоа сме дале поддршка. Значи ние тука сме дале поддршка за тоа дека ќе се користи само Македонија без придавката Северна. Ама ајде да збориме Значи веќе она реално. можеше да пише председател на или само Македонија. Само Македонија да стоеше на банерот. Ништо друго Ама нема да имаш стои. имаш една друга работа. Сега дај да влеземе у дебата стварно дали е боле да имаш Република Северна Македонија или да немаш ништо. Абе еве оника Например, у античко време, у римско време, беше кај папата, најлошо нешто што можело да се случи е да ти го избришат името од постоењето у историјата. Дамнатија меморија се викало тоа и тоа го правеле на луѓе кои што мислеле дека сгрешиле толку многу што не треба на никој начин да остане меморија од нив дека постоеле на планетава Земја. Тоа било најлоша казна, се сметало тогаш за најлоша казна. И сега ние треба да живееме таа најлоша казна, па јас сум пишувал кога се менјало името, сум пишувал колумни и текстови, сум го зборал ова користејќи ја таа теза. Чекајмо се. Сега ние треба да не снема од постоење затоа што не ни се свига моменталнава ситуација. Ако не ни се свига, дај да ја промениме. The Champion прашува зошто толку многу хејтерски се однесуваат. Не, бе. Какво Океј, нема. хејтерски? Браво за председателката Браво. Па ја реков Гордана браво па Силјановска. кажа Македонија бре човече Гордана како можем Силјановска да Давкова, браво за незе што отиде да немаме на држава да. што стави Венец. венец и банер на венецот, без име на лента држава. без името на државата. Тоест не мораше да се стави на председател Гордана, можеше на тоа да стои само Македонија. Ете. Тоа би било моето очекување. Ништо да не стои, да покаже пркос, како што се ветуваше во кампањата, да покаже пркос, само Македонија да пишеше на тоа. Толку Толку. беше еден ден прокосот. Еден ден бевме сите горди. Сварно. И види, реално Ние тогаш даваме ние дента тогаш даваме пофалихме. поддршка, браво за Абе Гордана цели Силјановска. сите, која значи што- луѓе што не гледат, што не следат политика, го вртеа видеото од Силјановска како вика Македонија. Се радуваме народот на такви работи. И стварно бевме понижени, згазени. Значи не се И на слушаше нашиот митинзите збор. ечеше Нашиот никогаш збор не се, Северна, само нашиот збор Македонија. човече не се слушаше. Значи Никола не регистрираше никој. И сега сакаме да не регистрираат. Еве, пораката е таа. Користете Македонија. Се треба да се бориме, ќе се бориме. Ки има последици, ки нека има. Ама користете бе, бидете честни. Така да не е коректно. Сега била затворена темата. Вика Петар Видоевски. Па затворена е, како е затворена темата? Па не ја знам. Јас секој Важно сообщение. за тие што не знаат, директорот на безбедност, директор на државна безбедност и контразнание, директор на агенција за национална безбедност и така натаму, дека ќе имаат законска обврска еднаш неделно писмено да реферираат на 3 места кај премиерот, председателот и председател на собрание. Да, 99% се со назнака државна тајна. Да. И Африм Гаши ќе има пристап до државни тајни. Точно. Да. Како што имаше Талат претходно.
Значи, се окей. Да. Ние даваме поддршка, браво. Не сме хейтери, ама еве, ние само да констатираме што се зборело, А што се а прави? што се прави. Значи, пред избори, за да ги добијат гласовите, збореле се и се што, само за да добијат гласови, збореле да, значи, тоа што сака народ да слушне за да ги гласа, после избори викаат, добро, народот не изгласа, сега тере.